Ке посакам добро утро и добро ден на другиот Ненад од мојата лева страна или Ненад Тонкин, со кој што ќе го продолжиме денешното утринско шоу. Ненад, те поздравувам. Одамна не сме се виделе. Од лани. Од лани, да. Мене ми да се така некако многу одамна со оглед и на паузата која што имав, ама се радувам што се враќам и што ме пречекуваат убави теми за разговор. Верувам дека голем дел од луѓето, од гледачите, тоа го споменавме денес и во генералната најава, ги видеа или слушна за оние мурали кои што се цртаа ширум земјава. Да. Меѓутоа тоа е еден убав проект кој што веќе конечно можеме да кажеме дека е завршен. Конечно заврши, да. Да, еден од главните организатори или виновници во наводници си токму ти. Се правеше по повод 30 годишнината од независноста на нашата земја. Ајде малку повеќе за идејата, од каде сето тоа потекна и зошто токму тие личности кои што се нацртани беа нели во фокус ставени. Па вака, првен имаше повик од владата за помош на ивент индустрија организациите, затоа што со короната нели застана се. Практично немаше концерти, немаше настави и ништо не се случуваше. Да, многу убав повод беше да секој аплицира со некаков проект во кој што ќе вклучува македонски автори, македонски фирми, уметници, со тоа што темата беше 30 години независност на Македонија. И сега ние некако, јас бидејќи сум ликовен уметник, заедно со фирмата носител на проектот Фрагмент комуникации, решивме да сликаме мурали. И тоа мурали во 7 градови. Идејата беше да имаме локални уметници од секој град, каде што е можно, каде што не, патувавме. Имаше теми кои што беа зададени во тој проект. Една од темите беше ликот и делото на некој деец кој што придонел за формирање на нашата држава, дали пред осамостојување или после осамостојување. Дали се водевте, например, ако муралот е во Кратово, тој деец да е од Кратово родом или? Апсолутно, да. Гледавме тоа да биде, да бидат и локални насликаните и барем ако е можно и уметниците што го работат муралот да се локални, затоа што тоа е патриотското, нели? Во сета таа смисла. Одличен проект, веќе 7 градови споменавме, може и да ги наброиме, тоа се Богданци, Велес, Кавадарци, Кратово, Крива Паланка, Скопје и Струга. Муралите се веќе завршени, да ги споменеме уметниците кои што работеа на овој проект. Кои се оние кои што цртаа, нели? Од Богданци тоа е Емилија М. Мишева. Таа е родена во Богданци, илустраторка е феноменална, многу убави илустрации на Инстаграм. Елефантски, така? Елефантски, може да проверите на Инстаграм, на Фейсбук, одлична е. И таа реши да ги слика Ѓорги Колозов и Ванчо Петрушевски, бидејќи се родени од Богданци, ние сите ги знаеме, навистина легендарни ликови. Придонеле за уметничкиот дојам на глумаштвото во Македонија. Незаборавни ликови. Потоа одиме во Велес. Во Велес сликаше Бранкица Јордановска. Таа го ја илустрираше Ленка од Кочо Рацин со една прекрасна тема, една девојка со кошула, многу убава, една ноќна, ќе го видите на сликите. Таму и помага Сања Симоска и Ертунч Сали. Тие се исто ликовни уметници. Одиме во Кавадарци. Во Кавадарци се наслика 7 дејци од Кавадарци. Тоа се Иван Мазов Климе, кој што го носи името и на Домот на култура. На културата, да. Тамо е насликан муралот на Домот на култура. Потоа ги имаме Петар Мазев, Глигор Чемерски, Симон Шемов, сликарите. Имаме тројца пејачи практично, тоа се Васил и Зафир Хаџиманови, таткото и синот, не младиот. Добре. И Никола Бадев. Тамо сликаше Симона Манчева, таа е од Кавадарци, таа води еден културен центар Подиум Јадро, одлична уметница, и нејзи помагаше Никола Петровски, исто од Кавадарци, и тој е ликовен уметник. Во Крива Паланка сликаше Давор Кешкец, тој е прилично познат, јас мислам дека еден од помладите. Да. Така. Сите се помлади, под 40, измеѓу 30 и 40 или 25 и 40. Тоа беше и поентата некако. Тоа и сакав да потенцираме, дали беше можеби поентата да им се даде можност на оние нови потенцијални уметници кои што допрва доаѓаат на. Така е, некако тие се и родени во независна Македонија, голем дел. И да видиме што ќе придонесат во оваа наше културно поднебје, нели? Практично како они го гледаат
ја гледаат иднината во културата на нашата земја. Да. Ненад кај Кешкец застанавме. Да. Давор Кешкец сликаше една тема од Илинден и Ноб. Практично тоа е еден фриз мурал од 25 до 30 метри долг. И тоа е пандан на Борко Лазевски, има Борко Лазевски изработено вакво мозаици, малку ми застана мозокот, мозаици во село Сливо во Охридско, два мозаика и тие се исто на тема Илинден и Ноб, да 41. Така да, имајќи го предвид стилот на Давор Кешкец, кој што наликува на Борко Лазевски муралите, тоа е еден феноменално дело, представено нели во денешно време, малку со помодерен стил, плюс тој внесува и Лихтенштајн, малку поп арт со тие бои и сето тоа. Да, неговиот стил сепак доминира. Да, тој има сликано и во Скопје, и во Велеслани сликаше исто на влезот. Него му помага Стефан Младеновски од Крива Паланка и Марија Трајановска од Кичево. Тие се исто ликовни уметници. Добро, стигнавме, ако не се лажам, во Кратово, по азбучен ред ако одиме. Да, таму сликав јас, таму ја насликав Вања Лазарова, бидејќи Вања Лазарова е од Страцин, тоа е село Кратовско, и тоа беше една феноменална идеја на една наша колешка Данче Евтимова, кој што практично требаше да го слика муралот, меѓутоа излегоа некакви компликации кај нејзе и сето тоа не стигна. И јас ја задржав идејата, бидејќи е најдобрата идеја што може да се случи. Вања Лазарова е нашата дива, практично, негователка на фолкот. Тоа е феноменален лик и практично кога почнав да го сликам таму, кога сите дознаа дека ќе биде Вања Лазарова, да не речам падна во несвест. Дали може публика вака што ве гледа додека работите? Колку ајде всушност да докажеме до крај, па потоа и некои други прашања кои што ги имам многу. Во Скопје се наслика мурал посветен Лилијана Дирјан и Богомил Ѓузел, еден ликовен книжевен брачен пар, кој што почина пред известно време. Феноменални се, мислам дека не им е посветено баш многу внимание и затоа некако уметницата Јана Јакимовска реши да им посвети добро внимание со еден мурал. Требаше да биде во центарот на градот на една фасада. Тоа се прашам, кај е локацијата за овој? Песталоци, основното училиште. И многу убаво се погоди, затоа што и таков е со бои, примамлив за децата и одлична соработка со училиштето, со општина Центар. И мислам дека не погрешивме што отидовме тамо на таа фасада. Имаше многу добри реакции, баш сега кога ме праша, родители на деца поминуваат кои што завршиле 70-80 во училиштето. Па тоа, браво, па ова не се случило во училиштето од кога е формирано. Но не само во училиштето, јас мислам генерално во земјава фалат и недостигаат вакви работи да можат, затоа што ова го сплотува народот, имате поддршка додека го работите целиот процес. Колку време беше потребно за да се изработи еден мурал, затоа што нели димензиите се маркантни, тоа е огромна слика што се вели. Тешка работа е. Тешка работа, на скеле се работи, некој пат се работи на кран, нели, зависно од условите. Како ја добивате перцепцијата дека нели затоа што сликате од блиску, ама сепак целата визуелност се добива од далеку? Првен да почнам колку само уште да го кажам Струга, ако може уште еден град, тамо сликаше Горан Ристовски, тој е ликовен уметник, наставник по ликовно во Струга, од Струга е. Он го наслика Владо Малески, кој што е еден општествен револуционерен работник од 40-та и некоја има напишано Денес над Македонија, која што потоа станува и химна. Химната, така. И во склоп на муралот тој наслика и елемент од везот Струшки, кој што малку го модернизираше и тоа е насликано на Домот на културата и толку неприметно е вметнат во архитектурата што практично како да е од самото стварање на таа зграда, како да е тој мурал. Значи боите, тонот кој што е употребен наликува блиску со кровната конструкција, со кровот, така да не е наметлив. Тоа гледавме некако да не се наметливи или пак да припаѓаат на околината каде што се сликаат. И така и се. Да, тоа беше и тенденцијата, да. Да, така ги доживува народот. Да, еве го сега го. Значи вака во однос на тоа за колку време се работи еден мурал, муралот не започнува од самото сликање на зид, туку започнува од подготовка. Бирање локација? Првенствено или? Па бирање локација, да.
и во однос на тоа колкави се димензиите на зидот, се прилагодува скицата, која што скицата претходно исто може да биде изработена некако во некои рамки, па потоа да се прилагоди на димензиите. За да се изработи скица, тоа е индивидуална работа. Секој уметник има свој креативен момент, може да трае 2 дена, може да трае 2 недели, никогаш не се знае, зависи од комплексноста. Самата изработка на муралот подразбира големи логистички поддршки. Значи и зидот да е соодветен, нели први да ни го дозволат, и тоа додека да се дојде до општините, до институциите државни не е баш едноставно. Тоа папирологија, како се вели народски, мора да се помине тој процес. Да, комплицирано е малку, па не прифаќаат, па не знам, додека да им објасниме. Втората работа, скеле да се намести и да се направи сето тоа. Сликањето може да трае до недела дена, 10 дена, зависно од големината. Може да трае 2, ако брзо се работи. А во однос на тоа како се согледува огромната димензија, значи скицата е за тука важност. Дали е клучна, да. Дали се прави шема или па се става проектор, има начини како тоа се изведува. Едноставно не е лесно, само тоа да морам да кажам. Апсолутно не е лесно, многу грандиозна и маркантна работа е сето ова што сте го направиле. Искрени честитки за целиот проект. Да. Јас како еден обичен граѓанин многу се радувам што овие мурали ќе красат интересни места во нашата земја, затоа што муралите насекаде во светот и во сите земји се вистинска атракција, така, значи така е, тоа е јавна уметност. Да. Која што подложи на многу критики, многу влијание. Не е тоа да отидеме во галерија па ќе видиме некој дело, плюс во галерија идат многу малку луѓе реално, посебно во Македонија. Затоа некако се посветивме на муралите за да ги видат сите. Така е. Практично и тоа гледавме локално да влијаат за да може да бидат поздравени, а не да бидат наметнати и да бидат на некој начин исплукани. Знаеме како критикуваат нашите. Ние лесни сме за тоа барем да го кажеме негативното, а тешки за да пофалиме. Ненад, кога имало ли период во македонската уметност кога биле актуелни муралите? Да, тоа баш по воениот период после Втората светска војна, кога се отвараат вратите за се и за образование и за култура. Тука е еден Борко Лазевски, нашиот најголем муралиста, кој што за жал многу малку се има сочувано од неговите дела. Поштата ја знаеме како изгоре, па во железничката станица имаше огромни негови дела. Тука се Петар Мазев кој што има насликано костурницата во Велес и Глигор Чемерски кој што има направено огромни дела во Кочани. Па сликало и Никола Мартиновски, сликале и Лазар Личеновски, некои од тие објекти во земјотресот се разрушени, така да не се сочувани некакви фрески, некакви мозаици. Значи било актуелно. А зошто потоа следува некое затишје можеби што? Па не знам, сега не можам баш јас точно да го одговорам, меѓутоа некако со самостојувањето во Македонија како да се промени тоа, гледаа властите повеќе да заграбат према економија, према други типови на политика, културата малку како да спласна. И денеска гледаме и образованието и културата се игри на политика, на ти го дај ми го некако. И да, би требало тоа малку да се промени. Јас апелирам до сите можни фактори да малку да подучат што е култура и да ги остават луѓето кои што се занимаваат со тоа да го прават тоа. Да си го работат со да не се мешаат. Не да се мешаат, а нон-стоп се мешаат. Ако може ваму помалку боја, ако може тука. Сериозно, до толку се мешаат? Да. Не мислев дека до тој степен. Да. Многу е тешко, искрено да ви кажам. Многу е тешко да си уметник во Македонија. Верувам и на други места, ама сега дека тука живеам можам да го кажам тоа како факт. Да, апсолутно. Жалам што е тоа така, ама се надевам дека ќе дојдат подобри времиња. Мора сите групно да се бориме за своите права, не само ти ако си уметник за твоите, туку апсолутно за граѓаните, затоа што така ќе биде за општо добро за сите. Принесовте одличен пример на младите. Она што конкретно го спомена ти за училиштето Песталуци, верувам дека и дечиња можеби ве гледале додека супер беше да работеле. Трчка, многу ви е убаво, викаат, многу викам, вас ви е убаво. Знаеш. Нив допрва ќе им биде многу убаво да функционираат во таков амбиент. Дали има интерес од младите, Ненад, за мурали, за ваков тип на уметност? Па има. Затоа што спомена ти дека и уметниците генерално се од помладата генерација, меѓутоа сега зборувам апсолутно баш за младите.
Има во Кавадарци кога се промовираше муралот, имавме од основно и од средно училиште деца кои што го цртаат зидот гледајќи го, тука јавно цртаа, значи дека се заинтересирани практично. Мислам, кога е подложно нешто јавно, ќе бидат заинтересирани, зошто да не? И тоа мене ми се допаѓа. И мене ми се допаѓа. Нина, ти благодарам за убавиот разговор. Честитки уште еднаш за проектот. Останува трајните вредности остануваат, затоа што новите генерации така ќе растат гледајќи се што сте оставиле како печат за оваа земја. Ви благодарам на поканата, баш ми беше драго. Ќе се видиме. Уживав и јас, се надевам и гледачите во овој одличен разговор. Доколку си уште не сте ги погледнале муралите, не мора наменски, ама ите, ако ве води патот во некој од овие градови, задолжително барем направите си по една фотка. Ќе ви остане за добар спомен.